Добро утро, токму од новото депо на јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар. Имено станува збор за новото депо кое што се официјално се отвори на 17 март и се наоѓа на улица 68 веднаш до мостот Беласица. Имено станува збор за место каде што се носат сите оние кренати возила од службата ПАЈАК, односно сите оние возила кои што биле непрописно паркирани на јавна површина. Нешто повеќе за самото ново депо во продолжение слушаме од директорот на ПОЦ, господин Душко Коцевски. Да му посакаме добро утро. Добро утро и поздрав до гледачите. На самиот почеток ќе прашам кои беа главните причини за ваквото проширување? Главна причина би било успешниот развој на предпријатието, вклучувајќи и ПАЯК службата. Едноставно поради зголемувањето на возниот парк, поради зголемувањето на оперативноста, потребно им беше депо кое што ќе биде поголемо, пошироко. Се работи за депо на 2250 метри квадратни, кое што е доста поголемо од претходното. И поради бројот на возила кои што ги креираме и поради проширувањето на дејноста со во однос на хигиената на улиците кои што се под надлежност на општина Центар, така што тој возен парк, зголемената оперативност, се тоа ни беше потребно за инвестиции во ново депо. Дали имаме некаква промена во самиот ценовник со оглед на тоа дека имаме ново депо или се остануваат старите цени? За сега работиме по стариот ценовник, не планираме во скоро време да има одредена промена. Последната промена беше пред речиси 3 години. Ние, иако цените растат за било какви трошоци на работењето на предпријатието, од енергенси до плати и така натаму, сепак остануваме на постоечките цени, барем за сега во блиска иднина не би направиле промена во однос на цените за услугите на креирање на возилата. Какви мерки се преземени за заштита на самите возила кои што се пренесени токму овде? Во ова депо многу е поголема заштитата, значи покрај тоа што ние имаме лице присутно 24/7 во самото депо, целото е опфатено со видеонадзор 24/7, ќе имаме и мониторинг центар за целото предпријатие во однос на видеонадзорот, а секако се планираат и дополнителни инвестиции кои што ќе треба да ги направиме наскоро. Наскоро ќе биде објавена јавната набавка во однос на интелигентна периметарска заштита која што би била со постофистицирани алармни системи и надзор во однос на периметарот на самото депо, така што се ова би ја зголемило и би ја гарантирало безбедноста на возилата кои што се наоѓаат на самото депо. Од отварањето на ова депо, колку возила беа пренесени токму овде? Навистина може да се видат поголем број на возила токму овде, освен возила, исто така и хаварисани возила. Видете, работиме некаде околу месец и недела дена, мислам дека некаде возила се кренати, сега да не можам точно прецизно, ама мислам дека меѓу 700 и 800 возила се кренати за изминатиот период. Тоа значи дека бројките не се намалуваат, сообраќајното некултура за жал се уште постои, непрописното паркирање постои, поради тоа ние ќе го зголемиме и возниот парк во однос на специјалните возила ПАЯК. За сега се одвива една набавка за сосема ново возила, во иднина планираме и дополнителни возила со кои што ќе се зголеми капацитетот на предпријатието за во однос на кревањето на возила, но не е само тоа целта, секогаш работиме и на кревање на сообраќајната култура, не е целта само да креваме или да казнуваме со сообраќајната полиција, работиме и на други мерки кои што би значиле подобрување на сообраќајната култура. Пред самиот крај, дали може би и вие во план во блиска иднина да се проширите повторно, да имате поголем капацитет, односно нови депоа? Видете, во однос на депото, мислам дека оваа инвестиција во сегашното депо представува иднина на предпријатието минимум во наредните 10 години, ако не и повеќе. Мислам дека за сега овој капацитет кој што го нуди ова депо е доволен за некој подолг период.
понатаму живи и здрави доколку потребите, нели, потребите покажат дека е потребно поголемо, секако предпријатието во иднина би размислувало за тоа, но за сегашното депо ќе се планирани идните, нели, потреби во наредните години, така што не размислуваме за инвестиции во дополнително депо, туку размислуваме за инвестиции во дополнителни паркинг места во центарот на градот. Благодарам многу за одвоеното време. Ви благодарам и на вам. Ние се јавивме на лице место токму од новото депо на ПОЦ. Ќе напоменем, убаво е да се напомene уште еднаш дека се наоѓа на улица 68, веднаш до мостот Беласица, и она што е најважно за сите оние кои што се активни во сообраќајот, нема промена во самиот ценовник во однос на ова депо. Марија, за сите овие корисни информации. Се надевам дека граѓаните нема да мора да дојдат до новото депо на Пајак службата, односно нема да имаат потреба колите да си ги бараат токму оттаму, но во секој случај убаво е да се информира за сите новитети кои што ги имаат од јавното претпријатие ПОЦ.